што ќе гледаме денес? Во денешната 1-1 нема да гледате. Од 1 на 1 започнува сега. Значи, Владо, ќе правиме основни прашања. Каде беше до сега, например? Остај тоа, кода вчера не ни било. А добро, како си? Мислам, како се чувствуваш после толку време? Кога праша некој, велам добро сум. А и среќа сам си одбирам. Добро. Добро, ова ти е прво, се надам не и последно интервју во емисија, или? После твоето име, точка стави. Добро, на секи ми одговараш со стихови од твои песни, мислиш не гледам што правиш? Праќам тајни пораки до твоите гледачи. Глупи се прашањата, тоа сакаш да кажеш, ама види, не сум ја крив, човек, имам сценаристи, ја ништо не правам. Значи, не сум ја крив, они ми ги пишуваат, бе, Владо. Кој е крив? Дал Бог или судбина? Аре, ти требаше у Маврово да си ода на слав Нова година, со тебе емисија за Нова година ќе правам. Ајде, дека. Тоа ти е мавровска белина, брат. Гледате 1 на 1 сезона 8. Вечерашен гостин Владо Јаневски. А сега вашиот домакин Жарко Димитриевски. Новогодишна епизода 1 на 1. Ајде. Дами и господа, аплауз за прекрасните пеперуи. Погледнете ова, погледни ова. Бозо, тоа царе. Прекрасно. Само за момент. Нема да го препознаете, но го имаме и Дедо Мраз, а тоа е кој? Мешевски е нашиот Дедо Мраз, ајде бегај таму. Јас сум Жарко Димитриевски, ова е 1 на 1, дами и господа. Среќна Нова година ќе правиме за само 5 часа, значи само 5 часа и помалку не делат од новата година, така да би сакал на почетокот да ви посакам многу убава Нова година да имате 2017 и дај Боже да ни биде ептен поубаво од оваа 2016. Така е. Кај ќе славиме? Во Мралино. Одлично, добро место за славење. Со кого? Со Шон Пен. Вау. Види, не се случува многу често. Добро, некој слави со Шон Пен, некој слави со другарите, некој слави со најблиските, но како и да е, околу Нова година сакал некел можеш да се собереш фамилијарно. Така ли? Мора да се собереме фамилијарно. Па така, сега ќе ги издвоиме 8-те типови на луѓе кои се среќаваат на една фамилијарна Нова година. Може ли? 8 типови на луѓе. Значи, на секоја Нова година или новогодишна прослава, семејна, фамилијарна, го имаме тој гладниот. Значи, тој може да јаде парче торта покриена со салама, додека мези кикирики за содапчето. Знаеш? Инаку кога сте во ресторан, го нема истиот апетит. Нормално. И негова вообичаена реченица е брос, не му од руската, ако сакаш. Друг човек на фамилијарната новогодишна прослава е оној новопечениот богаташ. Кој е тој? Тој беше тапа на училиште, сите го сметаа во фамилија за лузер, се додека не напри брдо пари. Никој не знае ни како, ни кога ги напри, ама ги напри. И сега сите го поштуваат и се љубезни со него, и кога седнува на маса, обавезно прво ги става клучевите од кола, па после најновиот iPhone, вади уште еден iPhone, службен му е тој, и ако нема виски, превртој очива кад цело време. Негова... Сите го имаме. Негова вообичаена реченица која е? Не се секиријам, човече, таму ќе ти средам живе. Друг човек на сите фамилијарни новогодишни прослави е алкохоличарот. Тој е таму само за да пие. Пие што било. Пие се.
И кога што поминува вечерта, стандардите му паѓаат и на крај завршува да допие што останало по масите. Негова вообичаена реченица е "Жили, брат! Жили!" Ајде, Владо, пи побрзо, брат, жили, ајде. Исто имаме девојката од Карши Маса. Знаете, таа не е од фамилијата. Таа е со дечко и дојдена и седи вака карши тебе и е со луѓе што ги гледа прв пат. И толку многу сака да остави добар впечаток и прави муавет само ако ја прашаат нешто. Не јаде и не пие, а вообичаена реченица нема, она ќе кјути цело време, значи. Нема. Исто на секоја новогодишна прослава имаме и млад брачен пар. Тие меѓу двете нови години заедно покачиле тежина колку еден седмооделенец, прилика. И сопругава цело време гудира под маса мажов ако смета дека многу пие или ако ја загледа братучетка и чија професија е правење ногти. Нормално. Сите имаме и таа. Вообичаена реченица на овој млад брачен пар е ајде и на твоја глава, ајде и на твоја глава, ајде, твоја глава, бозо и на твоја глава. Нормално во секоја фамилија има, како да го кажам, оној семејната легенда што е. Значи, тој е човек кој во социјализмот бил заменик директор или бил возач, шофер на директоров, па тоа му овозможило цел живот по кафани да го помине. И од таму научил многу фори за фрканци што ги кажува на секој собир, најчесто се сексуални шеи, нели? И негова вообичаена реченица е ако ме разбираш. Ако ме разбираш. Мој омилен лик на сите фамилиарни прослави за и околу Нова година е оној роднината вмешан во пирамидална шема Herbalife, Avon, Lioness, Oriflame, разни осигурања. Така? Така? Сите го сакаме? Да. Кој е тој? Тој се обидува сите да ги вовлече во својот тим, затоа што ги почитува и сака да си дел од тимот кој победува. Негова вообичаена реченица е, брат, ништо не те кошта да се зачиниш, плюс добиваш гратис пенкало, брате. Гратис пенкало. И нормално, фамилија не е фамилија ако го нема музикантот. Значи, он знае неколку песни од Чорба и Бајага и сите кои ќе се напијат му се обраќаат со "Ајде столе, викни една. Ајде столе." Пајак е музикантот во фамилија. Која е вообичаената реченица Пајак на овој човек? Негова вообичаена реченица е "Мои су другови бисери расути. Амол, едур, амол." Гледате Еден на еден сезона 8, овозможено од Good Nature, најдоброто од чајникот на природата. Сега имаме нешто многу интересно. Владо Јаневски, како што знаете, одамна не бил на телевизија. Сушност, колку одамна не бил на телевизија ќе дознаете последниот сегмент. Имаме специјален гостин, не сме за џабе сите во лептирки. Да, лептир машната е негов препознатлив знак. Тој е еден од најпрепознатливите гласови на македонскиот медиумски етер. Не е Владо Јаневски, туку е Огнен Јаневски! Како си? Огнен Јаневски ни ги чита топ 10-те кога последен пат Владо Јаневски беше на телевизија. Значи, топ 10 кога последен пат Владо Јаневски беше на телевизија. Да видиме, број 10. Майкл Джексон беше црн и жив. Така е. Кога последен пат Владо Јаневски беше на телевизија, број 9. Маленко имаше само 2 брака. Само 2 брака. И ти прв пат ги гледаш, а? Број 8. Телма се викаше РТА. Ова е вистина за поглавите. Ја појма не. Немој да ми кажеш дека не се секаш дека РТА беше. Па назад го стајле Чомовски, не ми се верува. Топ 10, број 7.
Латас беше за СДС. Што е вистина? Што е вистина? Ова е жива вистина. Огнен, подсети ме, кој беше Латас? Колега поранешен мој. Одлично. Стигнуваме до број 6. Беверли Хилс беше серија, а не трговски во Скопје. Кога последен пат Владо Јаневски беше на телевизија, број 5. Спасе беше 7 одделение по трет пат. Кога последен пат Владо беше на телевизија, број 4. Жаре од 1 на 1 го вика малиот од умни глави. Така. Стигнуваме до број 3. Немаше брадосани мажи на секој чекор, можеа да се најдат или во црква како попови, или во собрание како лидери на најголемите политички партии. Бранко и Љупчо секогаш актуелни. Број 2. Хамбургер беше 50 денари. И последен пат кога Владо Јаневски беше на телевизија, топ 10, број 1, Огнен Јаневски. Многу јак драмрол дајте. Каролина беше немажена. Огнен Јаневски, дами и господа! И реков, не давам више интервјуа, и на тие што ми изгрешија, а ради нив и на тие што ништо не ми изгрешија, решив на никому да не дам интервјуа, да ме нема по медиуми, да ме нема по нигде. Пред неколку емисии имавме една интересна работа, тоа беше позајмувавме детски гласови на политичарите. Ајде да се подсетиме како изгледаше тоа. После 10 години. Денес. Пишува се, почнуваме. Замислете тие, почнуваат. После 10 години. Не. Сакаме да испратиме полака. Тие овласт. После 10 години не почнуваат. После 10 години завршуваат. Доста. Да, а сега ќе видиме нешто друго, ќе видиме детски гласови во филм. Така, Ѓоко? Да, детски гласови во филм и тоа земавме сцена од Балкан Кан, од филмот на Дарко Митревски, и оноја најинтересната сцена кога се со бугарскиот полицаец, Баба Зумбула е веќе мртва, и полицаецот збори со Владо Јовановски, а не со Владо Јаневски, така? Со Владо Јаневски? Океј. И прават муавет да видиме како личи таа сцена со детски гласови. Ами, тя приличи на умряла, брат. Мртва е. Как ки беше името? Зумбула. Зум. Како на цветето ли? Зумбил? Да. Хе-хе. А госпожата е нејзина ќерка, моја сопруга. Питахте за името, бе? Ружа. Се што како цветето? Како роза, да. Добре, Ружа. А вие сте Трендавил. Со што? Сешто. Вашето презиме? Карамфилови. Добре. Вие си знаете. Назад сме во студиото на новогодишната 1 на 1. А бидејќи е новогодишна 1 на 1, имаме големо изненадување за сите во публиката. Имено... правиш малце... Имено! Големо изненадување за публиката. Не ми се свиѓа. Не, сериозно. Сите што се дојдени денеска во студиото. Од 1 на 1 и туристичката агенција Савана имаат бесплатно летување следнава 2017 на Јонско море, Парга, Врахос, Левкада или Сивота да си одберат. Одите без пари на летување, бе, дечки. Сите! Ајде, Дедо Мраз, ајде! Ајде, бе, Дедо Мраз! Ајде! Кој се заедно, ајде.
Тоа е тоа. Не те слушам. Не те слушам, јака ми е публиката. Значи Опра да ја копираш биваше? Опра, па ти Опра, да бев Опра ќе дае по едно југо на сите, немаше да За давам по сите едно. едно за сите. Па едно југо за сите ќе дадем. Вие сте новогодишно расположени? Многу. Многу. Сите добивме ваучер за летовање. Ваучер за летовање од кого? Така, тоа, дами и господа. А ја би сакал на мојот Дедо Мраз Good Nature да се заблагодарам, бидејќи се со нас уште од многу одамна, еве сме веќе во 8 сезона. Пеперминт, добивте нешто што ќе ви кажеме отпосле. Дали сакаш отпосле да ти кажеме? Може. Ајде, кога сме така новогодишно расположени, па да пуштиме и една новогодишна песна. Тоа се параме новогодишна песна. Па ајде и Мешевски нека дојде да пееме. Пееме на песни, чај. Како се треба, вака да? Да, стај, вака Опа. го намести. Види? Како тебе сакам. Добре. Сигурно? Океј. Знаеш текст да? Пеперминт спремни? Добре. Да видам, ја да видам знам текст. Ајде, пробај. Помина ова година не беше нешто добра, за некој беше лоша, ама секоја година е таква. Време лета и се нешто ни смета. Следната ќе биде добра, ќе прославиме со прасе. Така рече Спасе, ама жена му не му дава. Која реке му вика, имаш лоша крвна слика. Љубов и среќа ни треба. Ова години некој тендер ме нешто да лапна. Пари не се важни, пари носат цел нервози и врева. Ека збори оставите го што сакаме некој тендерче, бе, дечки, тендерче некој. Да се нервираш помалку, да се секираш, само смеј се. Само смеј се, Мешевски. Како ти е ладно? Ако студено ти е парното, го исклучи, лети гушни некој. Изгреј се, хеј. Нова срекна, 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 нова Еден на еден ви посакува. Хеј, нова срекна, нова среќна нова година. Еден на еден ви посакува. Живи, здрави, срекни, весели момци и девојки да сте. Сите желби да ви се исполнат. Да имате најубава 2017, ме сака цела екипа од еден еден. Ја најмногу ви сакам. Абе, Спаси, ти најмногу. Следува ексклузивно гостување на Владо Јаневски. Ова беше Владко Лозановски. Да поминам без потешки повреди и емоционални и физички, да се пошто не сум од навикнат на интервјуа, да можам у едно парче да се вратам дома. Santa baby, a 45 convertible to light blue. I'll wait up for you, dear Santa baby. So hurry down the chimney tonight. Ќе ставиме неколку тревки кои што се внимателно бирани и берани. Ќе ставиме неколку снеголки кои што се разбира не ги гледате бидејќи се премногу мали и што е најважно, ќе ставиме едно влакно од брадата на Дедо Мраз. Сега ќе направам нешто што е екстра за во зима. Помага при зголемена температура и кашлица. Абра чај дабра и зимски чај. За крај, дали сакате да направам уште некоја магија? Жаре смеша да го направам, дечко, јас сум магионичар, ја не сум чудотворец. Next year I could be just as good if you check all my Christmas list. Владо Јаневски
Владо Јаневски доаѓа, но пред тоа имаме само уште едно изненадување. И за него, и за вас во публика, и за вас пред малите екрани. Имено, да направиме нешто интересно, се мислевме пред гостувањето на Владо и решивме да изведеме сплет од неколку негови најпознати песни и се мислевме кој да го направи тоа и се разбира нормално. Најдобрите за жива свирка во Скопје па и во Македонија. Тука да изведат сплет песни од Владо Јаневски се група Маестро! Ајмо, дечки! си ми пишана, ко златна во срце линија, за секогаш крај мене најмила. Ако не те сакам, зошто боли вака, секој божи ден, што ке ми помине без себе. Ако не ми требаш, зошто слушам, ти ми оставаш во душа, кога и да заминеш. Шајре често до седно место, што низ него ке пројдеш ти. Преснува сонце и како сон се будат шејските фраери. Но ке скантојди ми на романтика, устните тој да ми станат навика. Растопи ме како свеќа, јас и ти како среќа, да ми дојдеш на романтика. Како што се договориме, група Маестро! Браво, момци, браво, момци! А сега следува она најдоброто, она за што сме сите тука новогодишна еден на еден со едниот и единствен, најголемиот хитмейкер на Македонија и овие простори, Владо Јаневски! Владо Јаневски, каква чест! Владо, не ми се верува дека си тука. Еј, ми правиш голема, огромна чест што си тука. После колку години на ваков тип на интервју? 10-15 сигурно, ја мислам. Така, има некои 15 години. Добро, што ти текна да речеме, зошто баш сега? Па ми се јавија моите пријатели, видите, Минка ми река дека е добра идеја да дојдам кај тебе и ја дојдов. Ага, значи не дека сме добра емисија, него спонзорите му кажа. Не се жалам, добре, не се жалам. Океј, добро. Абе, види, тоа така му доаѓа, значи најдобрите кај најдобрите ги носат најдобрите.
Владо, ќе фатиме со ред. Зошо реши да се повлечеш тие 10 на 15 години не се малку, Владо? Вака, драги мои, значи правата единствена вистина е таа што мене некои од новинарите ми сгрешија пред едно 17 години и реков не давам више интервјуа и на тие што ми сгрешија, а ради нив и на тие што ништо не ми сгрешија. Решив на никому да не дам интервјуа, да ме нема по медиуми, да ме нема по нигде, затоа што бев многу лут. Бев млад, импулсивен, темпераментен и реков, вие мене така, јас со вас више не. И така испадна. Добро. Покажа, според мене, сега малку лично мислење е мое, ти си човек што покажа дека и без медиуми се може. Да, и затоа не ме сакаат баш новинарите, пошто јас сум им жив доказ дека може и без нив. Го чувствуваш тоа? Дека не те љубат баш? Да. Например, во кој Па најеклатантен пример е што одеднаш се појави у задниве 5-6 години прикази како ја крадам многу песни. А новинарите најдобро знаат дека може да свртиш телефон во ЗАМП и на лице место да провериш кој е пријавен како автор на музика, пример на албумот на Владо Јаневски, на песмата Што и да е ќе помине. И ЗАМП ќе рече Владо Јаневски ја пријавил, ама си стои оригиналниот автор на музика, али новиот македонски текст е напишан од Владо Јаневски. Ма тоа не е приказка што е интересна за душманите. И они, еве го крадачот, за да некако објаснат како ја тоа сум успеал да не ги играм нив, а да сум и дале жив и здрав и добар. Значи, мора да ми прилепат некоја етикета на крадач, на песни, иако на секој мој албум убаво си пишуе сум направил 5-6 обработки, си пишуе. Таму е Род Стюарт, овде е Татјана Снежина. И во Целса се прават обработки, ама мене ме крстија крадаш затоа што не име баш едноставно што може и без песни рекоа дека. Да. Така? Сега среќаш сета е што нема оригинали албуми многу па не може луѓе да прочитаат, да видат дека секој пат, еве ќе им кажам на луѓево сега очи во очи. Значи да си знаете, секој пат кога чуете моја песна на радио, која што е авторот потпишан руски, например, Што и да е ќе помине, е Род Стюарт, Тајна од тронот, Татјана Снежина. Секој пат кој иде таа песна на радио, ја не добивам банка од таа песна. Тие пари одат во Русија кај оригиналниот композитор кој што ја напишал, кој што јас сум го кажал. Јас сум напишал текст, али парите за музиката си одат кај што треба. Русите имаат доволно пари, бе, Владо, дај да земеме малку кај нас. Ама не. Така да од душмани никогаш нема да куртуриш, посебно кога си им жив доказ дека си, иако те саботират, ти далje тераш. Чекај, не си појавен на да речеме концерт кога правиш, а си правил многу. Не. Прес не си правил? Не, сум продала концерти и Борис Трајковски и универзални 5 поред и никогаш не сум дошол на интервју да кажам дојдете ми на концерт. Да. Затоа што ако имаш песни, луѓето ќе дојдат. Ако немаш песни, џабети. Се случуваше да речеме некој момент да ти викаат, абе Владо, пример, дали менаџер, дали другар, дали некој, абе доста, ајде, оди направи прес, некој ќе има повеќе. Имаше такви моменти кај што беше во предизвик онака дали да се појавам. Златно правило во бизнисот е дека ако сакаш да продаеш нешто, треба да им отидеш на луѓето да им продадеш, да им речеш ќе правам концерт тогаш и тогаш. Ја речеме сум продал 5 универзални поред, ниеднаш не се појави да речам дојдете ми на концерт. Сум ги пуштил песните, луѓето дошле ради песните, не што сум дошол да ги убедам ја да ми дојдат. Точно. Така да екзистирам паралелно и покрај сите сопки и прљави игри, екзистирам и добро ми е, не се жалам. Да, а ти правеле, сведоци сме дека ти правеле еден тон. Имаше и момент еден каде што те немаше ни по спотови, а често вадеше спотови. Тоа е пакет заедно, Жаре. Значи сите интервјуа и спотови, било што имаше врска со медиум, седеше у пакет. Значи мене ме нема на ниеден медиум, чао, пријатно не се појавувам. А имаше да речеме фејворитс некој што као те глумеа, да речам под наводници. Така, едно време беше Дадар беше добар. Добар беше Дадар. Имаше еден шовек Дадар пред да дојде кај мене у спот беше само еден згоден дечко кој што го знае кругот, скопскиот круг го знаеше као згоден шминкер, многу секси, многу добра камера го сакаше него. И кога го ставивме на спот да глуми на мој спот, одеднаш он стана селебрити. На вториот спот стана
екстра як. Он стана дадар. И никогаш не го заборави тоа и стално ми вика фала ти, голема услуга сте ми направил, мада он никој не му направи услуга, он само имал среќа да кога се направил кастинг да биде најзгодниот од сите кандидати. А имаше кастинг? Да. Имаше некои други познати што? Али нема шанси, он беше толку згоден да он беше пред сите толку многу. Режисеров Чедо Поповски го одбра затоа што беше 3 класи позгоден од сите други кандидати. Е, дадар! Па и уште, Владо. Уште. А кој беше оној другиот дечко исто црно мањас така беше? Тој беше еден фотомодел од Белград и пошто ја исто не се појавував чак не бубамара, не искачав награди да примам, го викна он да ги прими моите бубамари. Дечкото доживеа овации, мислам, прслуци му фрлаа жените, гакички летаа на сцена. Ја бев на скијање у Мавро и ја гледа бубамар на телевизија. И дечко ја пее мојата песма, ма он си стана звезда сам по себе. Така е. Дури сакаа да му направат авално кариера, затоа што он веќе стана популарен од ништо. Така е. Беше популарен на мои песми и рекла, може тоа добар бизнис да му направиме еден албум кога веќе го сакаат девојчињава, да му направиме песни, ама нешто не беше баш по пеењето. Многу згоден, ама слух нешто како тенко, да. Види, лесно е на спот на плейбек да пееш, ама... Али знам дека универзална сала кога ќе направеше так женскиот паја унесвес. Пау. Абе, добро, они го гледале Владо во него. Што мислиш за сегашнава ситуација? Ти си толку многу на сценава и не се најде, освен нормално Тоше Проески, што и за волја на вистината сигурно и отиде и повеќе од тебе, по-интернационално, не се најде никој машки вокал да го достигне барем приближно тоа ниво. Што е работа? Не, вака ќе кажам. Во нашава работа нема елементи на спорт. Ја највише мразам кога некој музиката ја третира како спорт. На кој начин? Кој побрзо, кој поише, кој појако. Тоа се мерила кој не се мерат со аршини, кој е повисоко ќе рипне. Кај нас се работи за вкусови. И не е работа да се појави уште еден Тоше Проевски, уште еден Владо Јаневски или уште еден, не знам, Калиопи. Дали ќе се појави некој со доволно индивидуална карактеристика да стане свој по свое, а не да го престигне овој другиот. Значи, не се тркаме како во спорт, во музиката, него идејата во музиката е да се создаде сам по себе толку јака индивидуа со своји карактеристики. Ама не се создаде? Затоа што е тешко да се спојат. Оние комбинации што ги имаше покојни Тоше се погаѓаат 1 у милион. Знаеш, Калиопија исто комбинација 1 у милион. Каролина наша исто е. Тоа се ретко да се погодат толку многу, затоа тешко се наоѓаат замени за јаките играчи. Ама пример во спорт градиме терени, нели, има некаква стратегија, а за музика што прави? Секој се знаоѓа како може така? И уме, да. Почне од гаража, у подрум, доле, со позајмени гитари, со ова, со она, па со Господ напред. Така почна сите сме почнале од нула. Така почна? Во гаража? Сите без пари, сите сме почнале од без пари одич. Ти што беше? Ти беше тапанар, бубњар? Бубњар. Не беше пејач? Не бев. Како, кога бубњар? Кој ти беа први тапани? Бе бубњар со Роберт Саздо правивме група 81-а, се викаше То Сендвич. Добро. И после решив да пеам. То Сендвич? Да. Лепи компири. И сега, што име да дадат бе дечки од 19 години? Да, така е. Кој беа во игра, се сеќаш други имиња? Не се познати луѓето од музиката, али... Не, имиња на бенд. А имиња на бендови? Кој беа? То Сендвич? Што беше друго во игра? А имаше такви некој ден за ден, то Сендвич, да, уста на уста. Имаше така чудни некои... Беше ти Саздов и останати и ти беше тапанар. Немаше воопшто пеење. Да, и еднаш негде бевме на некоја свирка каде што пејачот мораше да се врати од Германија затоа што женска му остана трудна у Скопје и се отвори место за пејач и ние за да не ни пропадне тезгата, овој зема 3 песми да пее, овој зема 3 песми да пее, јас земав 3 песми да пеам. И се снаоѓавме за да не ни ги побараат парите назад. Моравме да пееме сите помалце. Се покажа најдобро? Не, него приметив дека кога пеам женскиот поинаку ме гледаат. Јебе, Владове! Што вика со бубневите позади никој не те гледа? Ја викам, а до тогаш нешто чинели покриен целиот со толка е бубњеви, која женска да ме види мене? Точно. Најинтересното доаѓа по рекламите. Колку време не си имал сериозна врска? 10 години најмал, 12. Абе, 10 години.
Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature, најдоброто од чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Вистинско темно. Златен даб. Дарк. Знам дека го сакам. Но дали го заслужувам? Да. Ви го представуваме новиот Фокус со ST Line опрема. Возењето кое е неверојатно, речиси дефинитивно го заслужувате. Празнична волшебна ноќ. Онаму каде што магијата постои. Онаму каде што желбите се остваруваат, а миговите се исполнети со радост, среќа и топлина. Почувствуваја магијата во светот на вкусовите. И сподели незаборавни мигови со своите најблиски. Среќни празници. Витаминка. Кога едноставно не можеш да одолееш, потрошувачки кредит до 15.000 евра за само 30 минути. Сега со 6% каматна стапка, фиксна за првата година и без административни трошоци. Плюс има шанса за супер награди, ексклузивно патување за најсреќните, како и ваучери за спортска и за IT опрема. Аплицирајте до крајот на јануари 2017. Стопанска банка. На ваша страна. Јо плюс јогурт, збогатен со пробиотска култура ББ12. Јо плюс јогуртот го зајакнува имунитетот, го регулира варењето и ја збогатува цревната флора. Размислувај природно, храни се здраво. Млекара Јока. Memories you want to keep, the lighter you need to be. And you, how far would you go? Travel lighter to go further with Be Light by Samsonite. Додека другите се окрива дека така одеднаш преку ноќ се помладуваат, јас можам да кажам дека моето лице го среди тимот на ординација доктор Анчевски, кој го направи тоа со проверени и најсовремени методи на извонреден начин. Ги освежив устните, дадов волумен каде недостасуваше и го задржав истиот лик, а изгледам свеж и подмладена. Ако сакате да имате здрава и подмладена кожа, имате само еден избор – ординација доктор Анчевски. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature, најдоброто од чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Зошто го сакам мојот Ford S-Max Titanium? Поради тоа што има огромен простор во кој што може да патуваат дури 7 луѓе. Еве баш пред една недела чисто однака на викенд отидовме ја, Жаре, Спасе, жените,
а дури и Пепернин ги земавме. А на враќање имавме уште повеќе простор, бидејќи го заборавивме пајак, не за друго. Више нема враќање. Како стигна во Војводина, ти беше дел, сега не знам, заменски пејач, како да те крстам, што беше во... Ние правевме турнеи по Германија, по хотели, мотели, кај што пеевме евергрини на германски, на италијански, на француски. Со војводинската група? Да, со луѓе од Србија во Војводина. Ама како стигна од Војводина да те земат? Кај те најдоа? Ја работев во туризам на Јадранско море. Ајде, што беше? И на крај на моите гости им пеев, кога си одеа, на англичаните им пеев од нивните евергини Том Джонс и Хамперли. Знаеш, за да добијам бакшиш на крај. Нормално. И една група ме слушна, и ти си добар, идеме у Германија, ајде да пееш со нас. И го батали в туризмот, отидов да пеам у Германија на германски, на англиски, на француски, пошто ме знае дека знам јазици. Така. И така почнаме сакајки, сладкото е кога ќе сватиш дека ако ти е добро погодена песната и ако ти е наштиман гласот за таа песма, дека жените реагираат чудно на таа емоција. Например? И дека тука нешто полесно ти паѓа и упознавањето, и засакувањето. Ако отпееш права песна во право време, имаш подобри шанси кај дотичната. Кој ти бил, кратко само ова одговори ми и се враќам ново, кој бил најплоден период во однос на жени? Ластовица или не? Младост лудост беше, што да ти кажам. Кога имало најмногу? Не, ја бев најбудала у 90-тите години. Рани 90-ти? Рани 90-ти, значи толку бев ненормален. Све што леташе, све што ме сакаше мене и ја го сакав. Океј, ќе се вратиме на другиот муавет. Како дојде, пази, си свирал со Саздов, па си отидол со Војводинскава група, па одеднаш пак со Саздов Ластовица ја правите. Така, дојдов у Скопје, Саздов ме сретна на улица, бидејќи сме комши, на луѓе да им кажам, 100 метра живеевме од череден од друг. И ме среќава на улица, кај си, ја викам, пеам у Србија со една група новосадска фотомодел се вика, аха, пееш, значи не си више бумјар, не сум. А да дојдеш кај мене, ја купив вика едно малецко кастофонче, сакам да снимам песми. Имам една песна што ми е у глава, ма не знам да отпеам, да дојдеш да пробаме. И ја снимив песмата и си отидов назад у... Си се вратил в Нови Сад. И после ми се јавил паника и враќај се, ова пушење, ова корпичка, ова сите овде ја вртат, враќај се, имаме пари да заработуваме, а викам не ме зафркај. А ја тогаш и добра плата и звезда, знаеш, по тие хотелите, летните тераси во Војводина. Убав живот. Се враќам у Скопје. Сега за да се не вика дојди, немаш да веруеш колку е хит. Се врати, видов стварно дека почна пари да ни даваат да пееме корпички и такви ствари. И кај мене у Чаир викаат, кога те тепаат бегај, кога ти даваат пари зимај. Ова, чаирската е ова, пушти сега чаирската. Искрено да ти кажам, моето прво музичко сеќавање, најискрено мое, на година и пол, собран во двор на зграда, сите околу мене од комшиите, ја им ја пеам пушење. Жими се ти кажам. Значи, толку популарно да детенце од година и пол замисли се труди. Кој знае што сум пеел? Не знае. Он пее пуши, ме, пее, нема ме. Кој знае? Е толку популарно било. А после тоа па тие песни стана уште попопуларни со правење на оние спотови што многу беа, што знам, атрактивни, како да ги кажем. Младоста нема мерка, кога идеш у провокација си дело до даска. Значи ако идеш пееш песна што пуши, не можеш да идеш на факултет да го снимаш. Точно, да. Значи мора да идеш у Тајланд, кај што се у библиотека. Пуши ме. Добро, кој му текна, ајде во Тајланд да одиме со тајланѓанки? Ако веќе збориме озбилно, таа група беше приличен проект на Роберт Саздов, ја бев само таму извоđач радова, што викаат србите, значи само пеач и текстописец. Целата концепт на Ластовица беше успешна затоа што Роберт беше ум на целата приказка. И него му е заслугата што и мојава кариера тргна затоа што он имаше таков сон да има една јака група каде што ќе биде звезда као Горан Бреговиќ, него Горан Бреговиќ му е идол. И многу сакаше да стане како Горан Бреговиќ и да има група која што ќе има хитови и затоа толку гризеше он за да успее. И јас се ушлепав покрај него.
Ама пази, успеавте многу, ама да се стигне у 91-а, тоа е почеток и на македонска држава. Младиве не гледаат, они не ни знаат дека таа група траела година и пол само. Ама старци не гледаат на телевизија, уживај па ти, нема гале. Остати младите во публика што се. Таа група траеше година и пол, али беше доволно добро за да мене ми се услади приказкава и да си трнам соло. Кратко само кажи ми како стигнавте да идете во Тајланд да платите и снимања и чуда, значи денес е тешко тоа да се прави, а не по 91-а бе гледа. Тоа беше сонот на Роберт и тоа е негов проект, он најде спонзори кои што платија све. Он најде спонзори кои што платија за да идат со нас на Тајланд, ги платија сите трошкови. Јас финансирам, ама ќе доам со тебе. Ама земете и мене, да. Тоа е фантастично. Одлично. Добро. И ние преку ден ги снимавме девојките, а они навечер си ги шета. И ја би така. Браво. И завршува приказката со Ластовица, долги години, колку 25... Ова е за мене? Да, слободно, чајче. 20 и кусур години, после тоа 25 години, односот ви е окей? Кога се гледаш со Роберт, окей. Знаеш, пошто има спекулации, Роберт и Владо се распукани, бла бла бла. Не. Никош не свиле скара, ние сме зрели луѓе, имаме 50 кусур години, си се слушаме. Знаеш, не бркаме више женски заедно, ама здраво мајсторе како си добро. Така, јасно. И си почнуваш сам. Парче Душа, 93-та година е твојот прв соло албум, така? Таму има одлични песни, Парче Душа, Не те сакам, ја те обожавам, Црно тиквешко, Мучо денаро. Кај ти текнаве Мучо денаро да ја напишеш, еј. Да. Од Зорд се немало песни. Мучо денаро и Дења и што викаш, и Дења и Ноќо? Дењо и Ноќо ради Рима. Кој го вика бе Дењо и Ноќо? Еј. Ама беше хит и уште е хит. Ти, пример, ја пееш? Треба ти текне, бе? Треба, бе, не викам не. Гледате 1 на 1 сезона 8. Овозможено од Стопанска банка. Плаќај онлайн, брзо, лесно и сигурно. Негде пишува дека Баја го учествувал во правењето на албумот, вистина или не? Да, Бајага е моја генерација и он ми е другар долги години. Тогаш не бевме другари, тогаш он беше голема југословенска звезда, ја бев почетник, збориме 91-2. И мене ми се почнуваше соло кариера, ми се плачеше, ама нема песни. Не знаев дека знам да правам песни, не знаев дека знам да пишувам текстови и само моле да ми дадат песни. И Баја рече, генерацијо, ја ќе ти напиша песни, ама да платиш барем основните минималец. Трошкови, нешто символично. Ја ни символично немав. До толку немав пари што немав. Абе Ластовица беше многу успешна. Абе се трошеше жаре на жени, на жени. Како дошло, така прошло. И добро, и немав пари да купам песни од него, почнав да пишам сам песни. Сами музика, сами текстови се правеше се. Зорд. Пошто имаше песни од Бајага дадени да почне. И немав. И после ги препознавам тие песни што беа за мене направени, ги препознавам некоја Бајгина албум, таа песна, од детска серија. Не, тоа се шпици за серии кои што после си ги искористил. А како делчиња, како? Добро, јасно. Кога пишуваш, еве и денеска кажи ми, или дали си еволуирал од тој аспект, кога пишуваш, чувствуваш дека ќе биде нештото хит или појма немаш? Не можеш да знаеш. Они знаат, ја не знам. Не зезе. Публиката ни малку немаш чувство. Они знаат на 15 секунди у песмата знаат дали ја бива или не. Ја можам 3 месеци да ја правам, затоа што јас сум у љубов со песната, она си е моја и да е најлошата јас ја сакам. Ја не можам да оценам. Сите песни ги сакаш? Сите се ги сакам. Не си пуштил песна да ти биде и утнатите се ги сакам, затоа што се мои. Као што мајка си сака ружно дете, ама си го сака, бе. Дај да видиме песна што не си мислел дека ќе стане хит, а станала хит. Постои? Има. Има, да. Од овој ден нема спот снимено, да. Нема снимено спот, никогаш не сум ја промовирал нигде. Беше приватен проект за еден човек, наменет нарачка за човек за неговата животна приказка. Требаше да остане во неговата фиока дома да си ја слуша он сам. Чека, објасни ми, не разбирам. Така се роди од овој ден, која што требаше да биде лична песна за еден пар. Хипотетички, ти доаѓа паров и ти вика напиши песна за нас. И таа песна која сум ја правил, од кај сум знал дека ќе се пее на секоја свадба у Македонија и дека ќе ја пеам секогаш на концерти, затоа што таа песна била правена за да му направи кејф на тој еден човек за да изјави љубов на жена му. Вау! Каков хит кој мислел дека тоа ќе биде. Му тоа се најде цела држава, цела нација. И затоа немало ни спот, ама не можеш да ја сопреш песната. Песната можеш да не ја направиш спот, може овој уредник да ја забрани, оној може да ја запрета. Ако е добра песмата,
ќе најде, она ќе ја открие, ќе ја каже на другарката ќе каже на ова и песната ќе најде. Има од Балашевиќ една добра изјава, кога го прашале за слично прашање, знаеш што им рекол? Ако е водата што извира доволно јака од земја, ти можеш да ја трупаш колку сакаш со камења од озгора. Ако е доволно јако, она ќе избие таму. Иди таму, затрупа ја пак водава, она ќе избие од оваму. Така и со песната. Ако е добра, ниеден уредник, ниеден новинар, ниедна радио не може да ја сопре да не влезе меѓу народот. Така да, тоа е тоа. А обратно, Владо, песна која си бил убеден дека ќе биде хит од прва, а не заживеа. Некојши сум се разочарал, да. Што пример е било тука? Што и да е ќе помине, ја направив со толку мерак, затоа што е малце филозофска. Да. И многу ставив мислење у таа песна за да кажам некои животни работи. Не да кажам ја те сакам, него сакам да кажам нешто паметно у таа песна, знаеш, за да трае. И помина година, помина две... Тоа ти е твоја приказна? Да, нели? Да. Лично. Тоа сега тоа и проаѓа време никој не реагира на песна. Година, две, три, никој да ми приде да ми рече и оваа нова песна колку ти е добра. Викам, што е зашто е утнав песнава? Зашто никој не ја препознава? Испоставља дека таа била толку тешка за варење, што требала моја публика малце да подостари, па да ја мавне животот у глава, за да свати, Владо што сакал да каже. Уште не знае. Сега, да. И се случува, проаѓа 3 години, продукција на овие К15 го правевме спотот. Со сите нишани направивме спот, никаков ефект, нула ефект. И се појавувам ја на првиот од 5 концерти во Универзална сала и ја пеам првава песма оваа. Со неја отвараш? Со неја отварам, Универзална сала се тресе. И јас сваќам дека песнава конечно се родила 3-4 години после издавањето, моја публика ја сварила, ја разбрала и сега ми враќа со одобрување од таму. А едно 3 години бев упрашалници целиот. Зашто никој не ми ја разбира? Пишуваш често за други или не? Не. А ти се случува да ти... Порано сум пишал, порано кога ми работеше пенкалото многу брзо и кога имав многу бурен љубовен живот. Па смени пенкало. Има бурен љубовен живот, се заљубував стално, нови ликови, нови инспирации, разочарувања, патење, не? И знаев да го фатам моментот кога ми се случува јака љубовна приказка. Сега, кога сум пробал на заечки да пишувам песни, не ми иде. Сега, покушавам да направам песма која сум сакал, а сум имал 25 години, толку е одамна, што веќе не се ни сеќам. Значи, ако отпосле пишуваш песна, не е тоа? Не бива отпосле, не. Или ќе го фатиш моментот кога е жешко, или не, не го бива. А добро, пример, ти викаш лесно заљубив. Добро, Владо, колку пати си се заљубил? Се брои во преку 20? Се ме прашуваш за секс или за љубов? Не бе за љубов. Да се заљубиш. Љубов е 2-3 пати у животот, ако ти се деси онаков емотивен земјот, onda си лутрија, си добил на лутрија. Ти до кај си стигнал? Лутрија? Јас завршив готово, више 2-3 пати. Ги исполни? Толку е. Мамбе. Знаеш што ме интересира? Ти си ултра познат и дури стасот ти е уникатен и човек не може да те промаши, пример, во град, ако те сретне. Како би успеваш толку години да се скриеш и да не излезе ништо за тебе и некоја жена на твоиве девојки или како да ги крстиш? Многу трачеви има, ама јас сум малце недружелюбив у задње време, затоа што годините ми надиктираат малце посмирен живот. И сега ми е мере да си седам дома, веќе не идам по журки, не идам по лудори, орги, ноќни животи, баханали, не. Кажи кај има орги, брата, ја идам. Кажи кај се! Тебе ти е време, да. Да, тебе ти е време, тебе. Добро, што значи тоа? Колку време не си имал сериозна врска? 10 години најмалку, 12. Абе, 10 години. Да. Не сериозна, него никаква. Никаква врска, Владо? Не. Ја обично, кога ќе сака да ми наместат девојка, има една за тебе. А се случува сигурно? Да, има. Роднини, пријатели, има една за тебе. Ама, знаеш, као, Ама кога не пее пилето џабе, пријатели. Абе, Владо. Ајде да смениме една тема. Ти зборуваш, претходно спомна, зборуваш... Чекај.
Имаме тркало, бе, имаме тркало. Зборуваш германски, руски, англиски и италијански. Така? Овде има 4 различни фрази. Значи, еве ти ги нека бидат вака поставени. Што е работа? 4 фрази се, јас сега ќе вртам. На кој јазик падне, ќе избереш фраза. Треба истата да ја кажеш на тој јазик. Ја разбираме? Добро. Така. Ајде да видим. Кратко или долго, шо се? Оп, италијански. Бирај од 4-те. Ево. Италијански, вика. Кај сме со камерчето? Еве го, објасни дирекции до Бардовци на италијански. Бардовци? Да, еве ти ја камерата таму. Еве, овде. Кому објаснявам? Еве на камерата таму. Ебе, дај ми жив човек, подобро ми е. Добро на девојката тука. Објасни дирекции до Бардовци на италијански. Како да стаса од Бардовци, од каде? Од тука. Ајде да не дужим многу, од пократко речем од Александра Палас. Ајде. Да. Allora, signorina, avete una macchina. Questo là è un albergo, un hotel, che si chiama Alexandra Palace. Alexandra Palace, poi con la macchina si attraversa alla fiume, che è Vardar. Questo è un ponte. Poi c'è un semaforo. Ove che sai c'è Кога ќе стигнете до Вардар, има мост, па има семафор. A poi c'è un semaforo, ti prevedeš ti? После тоа на семафорот si prende a sinistra. Ќе си прендете на лево. Si prende a sinistra per circa 2 chilometri. Од прилика 2 километри. A sinistra si attraversa un ospitale. Ќе видите болница некоја. Bravo, è ospitale. E poi ancora 1 chilometro. A потоа за километар si prende alla destra. Ќе си прендете на десно. Nella campagna. На кај кампањата ВМРО. Не. Не. Па каде? Ја те поврзав тебе. Нивите. На кај кампања бе дека одиш. Добро, на кај нивите. Si prende alla destra alla campagna. Така? E poi ancora 1 chilometro si arrivate a Bardovci. За километар у Бардовци. Оп, германски. Ево го. Вика, навреди фудбалски судија на германски. Има псуење? Има. Може? Да, пошто е германски никој не знае. Цепа. Не, да не испадне да сум пцуел на телевизија. Па и да испадне. Германски, а? Чекај да влезам у филм, да се. Значи, фудбал. Бајерн, Борусија, гол паѓа. У Германија на утакмица не сум бил до 10-7-8 години сигурно да влезам у филм, значи. Тука е. Goal! So. Aber hallo, was hast du jetzt gemacht? So, was für ein Schiedsrichter bist du? Das war ein klares Foul, du Arschloch. Du bist ein Idiot. Hast du das nicht gesehen? Вие сте идиот, господине. Hast du das nicht gesehen? Нели гледате мамата? So. Also, wer hat dich hier gelassen? Ich kann das nicht fassen. Das ist so ein klares Foul. Јас сум Владо Јаневски и мамата мамина. Значи, тоа беше отприлика. Ај, бире уште едно. Јас сакам да те чујам на руски, Бире некој од овие. Ајде. Руски, оди вака. Кажи на публиката дека се најлоши на свет. Најлоши? На руски. Како бе најлоши? Ај, кажи им дека се најдобри. Не, ќе ме линчуваат, бе, како да им кажем? Абе, мали не, се јас сум пел у Белорусија, сме пиле 3-4 години на фестивал. Добро. И сум морал да поднаучам малце руски за да им кажам колку се они супер. Ама сега да им кажам колку се лоши? Дај, чекај. Ајде бе, зошто да не? Шо и дај, ќе поминеме. Да се преклопам на руски, чекај. Ну вот, добри вечер, дороги люди. Я приехал из Македонии, чтобы сегодня вечером петь для вас. За да ви пеам вечером. За да ви пеам дојдов вечером? И ја спел так много песен, спел некоторые счастливи, некоторые печальные, весели, некои тажни. Да, знам. И вот ви ничего не поняли. И вие ништо не понесовте? Разбравте. Добро, демек разбравте. И ви ничего не поняли, ни одно слово. Ни еден збор. Я могу сказать, что мне угодно, а вы ничего не будете понять. Што сакам, вие не Только хлопать будете, не так ли? Само ќе аплаудира, да? Ке лапате шамари. Добро? И я так искренне разочаровался. Јас сум искрено многу разочаран. Вот.
И вие сами худши зрители в мире. Најлоша публика сте на светот. Друга тема, би сакал да ми одговориш искрено. Има ли наследник Владо Јаневски? Јас знам дека имам. Други јазици знаеш или тие се тие од прилика? Пази, доста ти се. Немој да мислиш дека не ти се. Не, на младоста кога сум видел дека некоја згодна женска не ги знезне ни еден од овие 4, сум импровизирал пети јазик, некој 6. Добро, ама кај ги научи толку многу бе Владо? Не е лесно да научиш јазик? Зортот е мајката на учењето. Кога е зорт све можеш да научиш. Ама зортот... Кога сакаш да ги кажеш многу работи, она само те гледа од некоја Норвешка, од некој Исланд и вака те гледа, ти сакаш да ги кажеш ќе ти текне, па не знам што ќе ти текне. Ама зортот да не се вика Анушка или нешто такво. Разни имиња имале. Добро, тој зорт. Владо Јаневски е инаку, знаеме, нашиот прв официјален представник на изборот за песна на Евровизија. И тоа беше Бирмингем 1998 година и се уште си меѓу тие што се најдобро пласирани бар од нашиве нормално, споредено со сите други настапи. Ти како мислиш за фестивалот вака години отпосле? Би се нафатил пример на такво нешто да се вратиш со овој памет тогаш? Никогаш не би отишол. Зошто? Не, тоа е толку травматично искуство за мене беше што никад не би го повторил. Сега е лесно да идеш на Евровизија, еве сега овие новиве што стигаат, има цели тимови, сега не дека кукам, ама стварно беше бедно тогаш. Не ме кажи реално како било. Македонската делегација на првиот избор на Евровизија сочинуваше еден пејач, еден шеф на делегација. Што правил шефот? Ништо се сликаше. Немаше фризер, немаше ништо, ни шминкер, ни спонзори. Чекам, оце. Кој ти ставаше пудра? Ништо официјални од таму и ние наш човек немавме. Значи се молјакаше. Тим, као денеска што се подразбира за Евровизија, немаше. Отидовме онака. На сиромашко. Фризура сам си правиш, со гелч? На сиромашко, да. А, мам бе, Владо? И затоа никад не би го повторил, пошто многу се мачевме, многу на кога треба да собираш пари за сендвич, мислам, знаеш. Па ти многу си сакал да одиш, значи. Мерако беше голема, ама после разочарувањето беше големо. Очень разочаровал се. Да. А згора на тоа, Владо, и плюс, сега не знам дали тебе лично те обвинија или твојот тим или како и да беше, дека беше местенка целата работа, бидејќи тогаш беше многу, не знам како да кажам, тесен изборот, имаше убави песни. Сашо Гигов Гиш имаше Самовилска свадба. Дули и Коки беа Дај ми шанса. Твојава песна By the way сите од Григор Копров напишани и многу беше како тесно, па на крај излезе. Сакаа да излезе дека бил местен телевотингот. Види, приказката уствари има многу врска со првото твое прашање зошто престанав да давам интервјуа. Ако сакаш да им кажам на твоиве гости и на телевизија, луѓе што гледаат, една тајна што никој не ја знаел до сега. Ја престанав да ги играм медиумите затоа што тачно околу Евровизија ме навреди еден новинар. И јас се заколнав дека до 2016 нема ни со никој новинар ни да правим интервју, ни да идам во емисии. Како бе до 2016? Така, у бес му реков, сега е 98 од мене интервју ќе добиеш 2016, а може ни тогаш. Сериозно си? И после си сватив дека сум дал збор и дека тоа е образ и дека сакал некел, морам да се одржам и затоа престана да давам интервјуа. Замислете му рекоа, одиме во МТВ и водителот му вика на Копров, кој што е легенда, му вика, ај сега кажите вие како со Владо Јаневски го намесите телевотингот за да победи Незори Зоро. Матичната куќа што ме избрала да одам во Бирмингем, го прашува мојот композитор како се наместила телевотингот. А вие двајца сте? И ние двајца у студио. Копров е по-мек, ја уште тогаш бев онака и темпераментен избувлив. Копров е човек од години си остана и ја станав и му реков на водителот, ја оваа емисија ја напуштам, а ти од мене ќе добиеш интервју можеби за 2016, ако сме уште живи. Да не беше Васко Ефтов, ова на него личи. Чека, стана сериозно? И таа навреда не ја заборавив и затоа престана да давам интервју. Сред емисија, чао. Да. Вела дека големиве имиња кои свират со децении и децении, малку им е преку глава тие настапи, има песни што ги свират толку многу ради реда што да не се концертите нема да сакат ни да ја слушаат. Има ли песна што никогаш нема да ти доседи да ја свириш, макар свирел и на 90 години, 100 години? Па секојаш ме расположува
И менаџеров ми е тука присутен, приметува и у најтажните денови кога морам да пеам, а не ми се пее, има една песна што има можност да ме дигне и да ме разведри. Evergreen ми е таква песна. Таа е таа? Да. Evergreen ми е песна која што ме носи низ Скопје, секоја строфа ме шета у глава. А која е приказката за Evergreen? А локации, мои лични локации со дотичната, кај што сме си седеле, знаеш. Се работи за посебна некоја... Сите песни се за посебни. Сите песни се за посебни за живи луѓе и моите песни се уствари као неиспратени писма до таа особа. И ја песмата ја сваќам као писмо што сум го напишал, ама наместо да го пратам по пошта, сум го напишал у песна, сум го испеал, да. И ако и викам кај Зоки Мали од ваму, па после на Кеј, па ако речам на клупата у паркот, па ваму, ја у главата, у таа песма од строфа до строфа ја си шетам низ Скопје. Точно. И мене тоа ме расположува као стварно да сум го направил кругот кај што сум седел со нејза. Знаеш, и се испостави дека многу луѓе го делат тоа моје чувство, дека не сум ја едини кој што кога сакал некого, самото место кај што си бил со тој некој ти прави времеплов у глава. Доаѓаат луѓе викаат, абе како ни ја погоди песна као за нас да си ја пишувал. И сега сваќам дека сите сме направени изгледа од ист материјал да му се не види. Она мене што ме дрма го дрмало и него и овој. И тоа е добра вест. Значи ја ако ја погодам искрената емоција од мене, шансите дека ќе се поклопи со многу од луѓето. Да. И затоа не им давам на луѓето фрази од лев рукав, него им давам моје лично. Точно. И знам дека ќе се поклопи со многу луѓе. Што те допрело. Да. Браво. Песна која, како да кажам, на која песна имаш најмногу емоции? Лично ти, кога ја пееш? Да. Сега не знам, ти кажи... Има песна што е премногу тешка и не ја пеам на концерти. Далеко е небото, тоа е за татко ми покој направена. И има врска со смртта, со смисолот на животот и малце преиспитувања, нели, на 30 и некоја година кога ќе дојдеш у размисла за смисолот на животот, пишуваш такви некои тешки песни. И таа песна е толку тешка затоа што е, нели, на секој смртта на таткото е голема тешка работа. Ја направив песма од тоа чувство, ама е премногу тешка и многу за на концерт. Ја кога пеам таа песна, ми треба пола сат да се вратам у нормала. Можеш да го скриеш тоа пред публика? Не може. Кредла ми се прави у грло и ми треба 3-4 песни да отпеам за да се вратам у ведор расположение. Избегнуваш да ја пееш? И не, веќе не ја пеам затоа што мислам дека е фер публиката да ме види дека сум паднал депресивно, па ми требале 4 песни да се вратам и веќе не ја ни пеам. Гледате 1 на 1 сезона 8. Овозможено од Стопанска банка. Плаќај онлайн, брзо, лесно и сигурно. Имаш ли сега скроз друга тема, би сакал да ми одговориш искрено, има ли наследник Владо Јаневски? Пак ќе ти речам, не е сврха да ме наследи некој. Сврхата е да се појави... Ама личен наследник. Генов твој го носи некој? А не музички? Да. Биолошки ми? Биолошки. Има наследни некој што, знаеш, зошто Владо Јаневски греота е, нели сите велат, Игор Џамбазов како нема. Владо Јаневски има ли некој што го носи генов на Владо Јаневски? Игор што изјавил дека нема? Не знам. Не ја знам емисијата. Игор што рекол? Па дека нема. Нема. Или он мисли дека нема? Или не знае дека има? Па може мисли дека нема. Јас знам дека имам. Сега не дека сум ги растел и дека знам кои се, какви се, шо се, али ми јавиле дека има некој. Знаеш, ќе добиеш телеграм, тоа време телеграми беа. Како изгледа тоа, еј? Телеграми беа, тогаш немаше мејлови уште. И стига телеграм. Еј, честито стана татко, ај пријатно. У денешно време на Фејсбук пишуваат. Денеска директно на Фејсбук, бате, и све, слика и све. Ја, добро. Така да, може сум татко, ама не сум баш некој татко. Добро. Ама си поет. Ти си, јас ке си дозволам да речам, најголемиот поет меѓу македонските музичари. Фала ти. Ако ми успе уште некоја песма да напишам пред да се пензионирам, добре. Не, имаш текстови што се класи. Ама ново им треба на луѓе, а мене не ми текнува, што да им правам?
Стално ми вика, дај бе нешто ново, не, да, треба ми текне. Не ми пишува пекалата. Еве ти. Слушај, друго, доаѓам на една игра предизвик како сакаш крсти. Вака, дај ми за рецитирање нешто, Ќе ве потсетам на песната еве со. Компас од Владо Јаневски, сите ја знаете. За рецитирање, нешто меко. Компас имаше ваков текст. Штом ке зажари неба источни, сонце образ ми позлатува. Кога да праќаш ти тајни бакнежи место писма од далечина. А кога од збудалени ветрои западни, брезите ќе се расчешлаат. Ало. Мислам дали пак негде некогаш твоите коси ќе ме факинг покријат. Еј. Ова факинг не сум го напишал. Да, така. Е сега. Предизвик за Владо Јаневски. Ке ти дадеме 4 фрази кои што се толку глупи да никој не може да направи од тоа нешто. Па ајде да те видам, дај ја твојата магија на Владо Јаневски. Ти се сведоци на мештајки ми прави? Ајде да видам направи од ова. Не се до толку сега луди, ама тешко е, стварно е тешко да се направи нешто од овие фрази. Река Радика, стари алишта, ногти шарени, бела топлина. Јас се овие треба да ги спојам у некоја нормална смисла и шо? Спој, направи строфа направи. А да е добра, а? Пробај. А да личи на дека е моје. Што сакаш да свират, кои акорди да ти држат? Колку време имам да размислам? Да размислиш? Да. Па некој 30 на секунди. Дали ти одговара ова? Така нешто класика. Евци. Од овие збори да направам песма. Така, слушај го музичето, нека ти дојде. Мене ми е фаворит. Не смее да биде безвезно, после ќе ме оговарат. Ја, едва чекам стари алишта да видам што ќе им направиш. И што па ќе волите бела топлина? Оп, ајде. Две сенки преплетени крај реката Радика тогаш. Добро. А лиштата ни беа стари, а љубовта ни беше нова. Имаш. Судбината има ногти шарени, а сите еднакво гребат. Добро. Чува ја белата топлина во гради, само таа ќе ни треба. Браво, Јаневски! Луѓе. Например. Само морам нешто да кажам. Кога рече сите еднакво гребат, луѓе, не ќете да знаете што ми тек. Ме погоди? Ме погоди. Да, па не можам сега нешто фуш да кажам. Луѓето чекаат нешто конкретно, ипак сум ја Владо Јаневски, не? Ама ти одат работи. Од секогаш ти било лесно да сврзуваш? Не, да ти кажам искрено, што почудни зборови мене ми е полесно. Да ми даеше кифла, леб, автобус, али вакви чудни зборчиња ми се меле, мене ми се сладки да ги споевам. Да. Пиша песна за еден пејач и ми вика од кај ти текна карамбол да го ставиш. Мене такви зборови чудни ми се слабост. Сакам такви чудни зборови. Така да си ми направил лесна работа со вакви зборови, да. Ќе направиме друг пат нешто. Ајде друг пат потешко. Друг пат за 15 години. Нова година, кај ќе бидеш вече? Нова година, као што изгледа, дома. Па добро. Годинава дома. Ако можеш да бираш, идеална нова година, која би ти била? Дома. Затоа и не се жалам, затоа се смеам кога ти викам дома, пошто ми е најубаво кога сум дома. Само дома си е дома, значи, а? Јас сум најсингл пејач на свет. Најубаво ми е кога сум ја дома и тој пејачот од Чаир и Владо Јаневски и тројцата си правиме друштво. И тројцата си правиме друштво и муабети, комшије мислат дека сме малце. Владо, уште живееш у Чаир? Да. До ден денешен? Да. Убаво ми е, без зашто не убаво. Ама па не сакаш да смениш? Мислам, не ти дошло? Немам зашто. Убаво ми е. Тука ми е фризерот, тука ми е кројачот, тука ми е мајсторот за струја, сите ми се у близина. Зашто да менјам? Уште ли е досадно во Чаир? Тоа е стара информација, виш. Тоа е стара. Сега како веќе не ми требаат додатни возбудувања во животот, сега ми е... Но не ти треба да се пука често, викаат. Да, што помирно, поубаво. Пошто ги памтиш новите години?
Кај нас пеачите, новите години се памтат по две работи. Или по хонорарот, ако бил јак екстра, или по студот, ако бил јак екстра. Кој бил најак студ? Кога се видиме, сите разменуваме искуства, се нормално за пари, не. Али, кај пееше ти минус 20, ти минус 10. И сите се тркаме кој го издржал најладното за нова година. Последен некој јак минус кој ти е? Охрид минус 15. Опа, која беше? Пред 2 години на пристаниште на минус 20 завеан Охрид, ванредна состојба, сите патишта завеани, јас покрај езеро, пеам, бакаме леди од овде, ладно. Не можам да го одвојам микрофонот од вака си го носам. И доаѓам, викам, кај е пред мене пејачот што треба да пее? Петар Нечовски му беше ладно, си ојде дома. Леле. Па дека тука локалец. Може, му се може. Владо, најак плюс? И во Австралија. Австралија? За нова година? Да. Си пел каде? Мелбурн? Не. И у Мелбурн и у Сиднеј. Таму Како е таму за нова година? Дедо Мрашо кратки ракави, си шетаат по плажи. Се бањаме? Се бањаме за нова година, да. Често одиш пример Австралија, Америка, така? Секој 2 години, 2,5, да. У декември сум издржал 42 степени над нула у Сиднеј. 42 у Шо е декември. тоа, бе? Добро, па ние фаќаме и кај нас, така? Имаме 40 фаќаме. Ама не у декември, бате. Не у декември, нормално, да, така е. Ако треба да одвоиш онака најтапа свирка, која било? Number one. Најтапа свирка. Онака. Не знам најтапа свирка, ама имам една посебна свирка што не сум ја ни пред тоа ни после тоа не сум ја направил у животот. Правевме концерт, фул бендот, значи 10 души и тонец, као за у Борис Трајковски, за еден пар на маса заљубен 2,5 сати. Што збориш? И човекот од овој ден што му пишува песмата за жената. Прв пат им ја испеав кога направивме концерт само за нив двајцата. Он плати концерт колку што би платила цела Борис Трајковски, ама публиката се само он и жена му. И замисли, ние поставивме сцена, лајт шоу, техничари, се, а во публика немаше 7.000-8.000 души као Борис Трајковски, него беа само они двајцата на маса. И 10 конобари од страна, као филм холивудски, Роберт Де Ниро филмот, знаеш, која има само за него цел објект. А знаеш што му направила жена му после? Не. Да, и после ми кажа анекдота дека после ми кажа анекдота дека он претходно за годишница на брак и купил Q7, Audi Q7. Така да ова не било ништо. И ја направил со панделка и она рекла, што си ми купил за годишница? И он рекол, Q7 запакован со панделка. И она рекла, неќам Q7, дали можеш Владо Јаневски да ми го донесеш концерт за мене да Ау. И да ги видиш фаците на бендот кој им закажувам концерт, а викам у публика ќе бидат двајца. Кај свириме таму и таму. А викам у публика ќе има двајца. И не навикнати сиромашките, пошто навикнати се да гледаш женски у публика, знаеш. Кај гледаат? И нешто нема кај да гледа. Конобаров го гледа, Вратаров го гледа. Браво. Кои ти се плановите за, па не знам, албуми не се прават више? Да ми текне уште некоја паметна песна и да продолжам со бендот да правам што поеќе концерти, пошто сега главен мерак ми е да не пеам на матрица толку многу, туку да одам со комплет бенд. И покушавам, кај год ме вика да го повлечам со мене и целокупниот Патем кажа, имаш одличен бенд. Сите се професионалци што со години и години свират. Они уживаат, мене ми убаво и многу е поголем мерак од кога можам со бенд, а не на матрица. Така е. Албуми не се прават више? Така? Нема резон. Нема. Али на публиката не им е свеедно. Ако им дае човек 3 сингла у годината убави, баш им гали дали биле на албум или биле синглови. Има песма, нема песна. Така е. Личариве да потврдат, така ли е? Така ли е, Пепирминче? Тоа е тоа. Во последниот спот, ајде, водиме, имаше една девојка нешто јадеше сладки, Ќе снимаш нешто ново? На пролет повторно спот ќе правиме и
Па, дали истата девојка пак и си грицка од витаминка од сладките, затоа што имаме многу сладки за грицка. Имаме непресушен магазин со чоколади и стоби, флипсои и разни сладкиши, така да спотови има и само ќе има кај мене и чоколади и стоби, флипси све. Ќе има, одлично. Сега ти испраќаме со Good Nature за гласот. Значи, чајчиња за гласот. Ова, иако имаше еден тон витаминка, немаше али уште еден најде. И мајсторе, кога и да сакаш да си се одмориш, ќе си одиш во хотел Гогов, 5 звезди у Пекчево, number 1 место за одмор. Викенд за двајца пишува, па сега ти кој што си сингл, не знам. Па ја и ти ќе одиме! Стапчиња за риба? Нормално. Има и зиплайн, знаеш? Можеш да се... Вие младите таму. Ќе имаш храброст за тоа? Не. Ти маунтбайкинг прави си нешто таму, од кај да знам. Ама не ги оставаме ни публиката со празни раце. Заслужија, да ти кажам, се утепа. Чекај, што заслужија летување, добија без пари, па ти уште ли да им даваме? Чекај, вие добивте сите ваучер за... Летување. Браво. Но тоа не се. Сега Бато Владо ќе ви даде нешто. Имаме. Мене ми рекao од витаминка да ве почестам сите со сладки од нивниот асортиман, така да ако може да ми ги дадете, да им ги давам на луѓе, ја. Мамбе, па еве ги од публика. Луѓе. Владо Јаневски. Ево го. Има за публика. Владо Јаневски, ова беше 31 декември. Еден ден, стрекна нова година, луѓе. Владо. Секоја чест. Се гледаме од 2017! Снимањето на емисијава Кажаре као да ми е прво кариера. Така имаше еден убав адреналин и во публика, и меѓу нас во муабетот. Така да некој ще помислам дали ако сум направил добра одлука толку време да поминам без емисии. Пошто ми се ушло да изучува да ви кажем, право многу ми пријаше. Не е исклучено да се повтори ова искуство.